Партиите влегуваат во предизборен мод. До крајот на оваа недела ВМРО-ДПМН се очекува да ги формира изборните тела во партијата, а СДСМ да ги промовира и првите кандидати. Во ВМРО-ДПМН официјално имиња се уште нема. Лидерот најави дека 90% од кандидатите ќе ги слушнеме пред крајот на мај. Во моментов се чини најблиску до официјална кандидатура се градоначалниците на Штип и Охрид. Интересно ќе биде и во Скопје, каде за најголемата канцеларија во бараките во парк и натаму се борат Перински и Ѓоргиевски. Во СДСМ велат дека ќе одат со проверени кандидати, а имињата на дел од нив ќе се знаат и пред крајот на неделата. Лидерот Филипче најави дека најголемиот дел од актуелните градоначалници ќе добијат шанса за нов мандат, а се чини први промоција ќе видат градоначалниците на Центар и Струмица. И двете партии се растрчани на терен по партиските штабови. Теренски активности има и Знам. Оттаму до крајот на мај најавуваат формирање на градската организација за Скопје, а во средината на јуни се најавува и партискиот конгрес. Формиран е преговарачки тим кој што го предводи генералниот секретар Горан Минчев. Внатре учествуваат во таа работна група подпредседателите Бендевска и генералот Арсовски. И таа работна група е за преговори со политичките партии за евентуална соработка на локалните избори. Преговорите се во тек, отворени се, како ќе течат, времето ќе покаже. Ние рековме во медиумите дека раководството размислува за самостоен настап на Знам на престојните локални избори. Тоа значи дека ние ќе излеземе со самостојни листи за советници, а листите за градоначалници ќе зависат од текот на преговорите. И додека за поголемиот дел од градоначалниците се чека на коалицискиот договор, неофицијално Знам го фиксира Куманово за својот лидер Максим Димитриевски. Во албанскиот политички блок работите не се толку јасни. По крајот на соработката со Таравари, коалицијата Вреди неофицијално најави дека Касами и Ганиу ќе одат на нови мандати во Тетово и Чаир, додека министерот за социјала Лимани ќе се обиде да го превземе Кичево. Таравари најави самостојни листи, но за градоначалнички кандидатури се уште не кажал ништо. Ништо нема ниту од Дуи, каде лидерот Ахмети веќе брифираше дека размислуваат за бојкот на изборите. Александар Спасовски, Сител телевизија.